Зашто баш оваа мајчка е избравта за ден? А зашто па да не? Нас мафијаши, кланови, наркокартели ни ја водат државата, ама во буквална смисла на зборот. Резбарски шахови се правеле во Идризово. Најубавото сирење и кашкавал се правел во Идризово. Сега да засвират сирени, ние као народ не знаеме како да постапуваме. На Уким ги имате династиите, едни исти презимиња од ратот, останати од време на Југославија, како тие да се најпаметните луѓе на... Непотизам као да... Апсолутно. Здраво на сите, јас сум Михаела Трајковска, ова е мојот прв официјален подкаст и многу ми е драго што мојот прв гостин е токму Димитар Апасиев. Вие сте познат како еден од најуникатните професори, најуникатните политичари. Ќе пробам да не ве пресирам, иако ви кажав дека тоа ми е проблем, така да ако било кое прашање ви го поставам испресирано, сакам да биде најлабаво, ама едноставно тоа е мојата природа, од такво семејство сум израсната, каде што мајка ми е професорка и сите нејзини колешки кои што сум ги гледала надвор од работа сум ги пресирала, така да спонтано некако ми доаѓа да ве пресирам. Не може гале, биди природна и се ќе биде окей. Мило ми е, иако сте на сценава политичка не толку многу долго во споредба со другиве политичари. Сефте и мене ми е сефте. Сепак ги освоивте некако симпатиите од младите, баш поради тоа што сте уникатни. И сега сакам да ве прашам, по што се разликувате од другите политичари, вие? По белата коса се разликува. Само по тоа? Мислам дека и по мајчкава, пошто никој не би дошол со ваква мајчка. Ќе дискутираме и мајчкава, ама... Вака, ние левица општо како феномен кој се појави на политичката сцена е автентичен и од тука доаѓа тоа што го викам, биди природен и искрен и се друго само ќе си дојде. Така да и тоа го покажавме во политиката. Да, ние важиме како партија на младите, затоа што во највисокото раководство најстар ни е Борислав Крмов, тоа е 2 години постар од мене. Значи, ние сме 40 на години, 30 и нешто имаме во И сите други се млади? Да, сите се помлади и нашите политики се најблиски до она што го очекуваат младите. И од тука природно си ја препознаваат. Од друга страна имаме момент каде што левиот спектар на политичката сцена долги години остана во еден неприродна елитизација од страна на СДС и младите веќе не го чувствуваат. Природно е младите да инклинираат кон леви политики. Да, пошто тоа имаше баш една статија по прогресивни, по либерални, не знам, имаше една статија, не знам дали ќе се сложите, дека ако додека си млад не си левичар, не си немаш млад. срце, да, немаш срце, ако после си немаш мозок. Да. Дали се сложувате со тоа? Десничарски овакво стереотип за нас левичарите сакат. Не, ако си веројатно левичар, ќе бидеш цел живот левичар, ако си автохтон левичар. И овој балкански простор, за разлика во Европа да имало, но за разлика од другите западни земји бил во времето на Југославија сме имале еден друг тип на социјализам, не толку ригиден, кој што до ден денес кај постарите генерации, на пример кај моите родители или кај моите баби и дедовци, дава еден убав шмек дека ги поминале младоста во еден среден систем, за разлика од оваа лудница која денес ја живееме. Да, имало некој момент на соживот, на љубов, на помагање, не знам, едноставно... Имало други вредности. Да. Други вредности. Кои вредности мислите дека се као, еве, 3 вредности ако би можеле да ставите? Видете, капитализмот донесе вредности кои што се претежно поврзани со профит, со тоа да си да си успешен, да имаш пари и слично, додека социјализмот градеше сосема друг концепт на колективно добро, на јавен интерес, на солидарност наместо надпревар, на прогресивни идеи, ако сакате. После војната ние сме имале, често го кажувам, еве ти си девојка, доаѓаат француски феминистки во Југославија и им викаат, тоа некаде 70-тите години во Хрватска се случува, и им викаат, абе вие треба да се изборите, вика, да имате право на абортус. И вие викаат, па ние имаме право на абортус.
вика, ама вие треба да се изборите за 8 часовна, па вика, ние имаме 8 часовна. Значи, они доаѓаат, исто како сега е у бирократија, кои доаѓаат и мислат дека ние сме џунгла тук. Ние сме биле среден систем и тој среден систем кога ќе го изгубите, вие повторно сакате да го имате. Да го реобновите со некој, па да, знам сега константно има некои протести за права на жените и сега можеби изгледа контроверзно од перспектива. АФЖ била најпрогресивна организација во тоа време. Жените во Југославија ги имаат сите права на една цивилизирана држава, кој што до ден денес, многу подоцна во Швајцарија добиле право на глас, многу подоцна дури и во Скандинавија и биле поконзервативни како општество. Така што ние како модел на држава сме покажале дека Балканот има што да понуди. Јас се сеќавам во неврзан разговор со некои мои професори од правен факултет, во тоа време доаѓале швеѓани да докторираат на самоуправување како систем. Можете сега да замислите. Да, сега не имаме сега студенти. Значи, ние сме продавале идеи на светот. Да. Како во песните на Ѓорѓе Балашевиќ, значи светот се шминкал заради нас, за да се спадне на јас конкретно имав еден случај, запознав пред некое време дете што дојдено на Еразмус проект во Македонија и пошто јас сум од Тетово, го запознав исто во Тетово, детето беше шокирано пошто никој не знаеше англиски за да му врати пред се, а бараше автобус и ми кажа дека е студент по медицина. Он беше шокиран од тоа, вика, не знам како успевате да ви преживеат пациентите со оглед на хигиената која што ја имате во домот, да, и на тоа дека, не знам, едноставно докторот си пуши цигара во просторијата кај што треба да после тоа е оперира, така да тие кои доаѓаат овде гледаат музеј. Тоа не било така порано. Затоа што ние француски лекари, особено епидемиолошкиот систем на Југославија го копирале. До ден денес Словенија го има југословенскиот систем задржано и е подобар од германскиот. Така што кога црнци од Африка студирале од движењето на неврзаните, па и во Скопје, особено во Белград, во 50-тите години и 60-тите во Белгија им фрлале банани на црнчињата од Конго, мислејќи дека се диви животни, така што европски вредности е многу така климкав поим која ќе ти го кажат и мора ние да диференцираме. И ова го кажувам со цел младите да немаат инфериорен однос спрема странците. Особено спрема западњаците кои што доаѓаат тука како да сме ние џунгла, човече. Не, па моментално е реално станато џунгла. Да, ама знаете од кога е? Од кога ние станавме независни? Овие 3 децении и тоа е поради корумпирани политичари. Ќе стигнеме и до таму, сакам да почнем. Колку и да го одбегнуваме, ќе стигнеме до таму, само сакав едноставно да започнеме. Можеби малце звучи клише, пошто сите започнуваат така ретроспективно од вашето детство. Па што ве инспирирало се до тоа да стигнете ваму, но со оглед на тоа дека вие сте уникатна личност и муабетите нема да звучат клише, реков дека нема да ве персирам, пак ве персирав, така да ќе пробам повторно да ви се обраќам на ти. Какво дете беше ти и дали од секогаш постоеше тој темперамент кај тебе? Да, веројатно. Се зафркаваме со сестра ми, она идела у градинка и е по-така социјална личност. Ја не сум идел у градинка, баба ми ме чувала и сум по-див така во однос со луѓето. Ама децата што се чувани од баба и мене баба ми ме чуваше и јас сум израсната со политика. Ти кажав како јас сум го гледала судењето на Љубе Бошковски, на Јохан Тршуловски и имав 3 години. Баба ми, туку веројатно што ме интересира. Не, ја тога бев многу мал, имав 3 години и го гледав само поради баба ми и така ми се разви некоја желба према политика, сакав да бидам и адвокат и после моите дома ми рекоа ајде ако сакаш да се селиш после тоа никој нема ти го признае пошто учиш македонско право, да. Како дете сум бил, не знам, дрнато дете викам у Велес, значи живо дете. Имам дупки на главата од тоа што сум бил дрнат. Нормално детство се додека некаде средна школа не зафати таа витосна транзиција која што не срозе како веројатно како многу работнички фамилии. Инаку потекнувам од работничко земјоделско семејство од Велес, татко ми и мајка ми работеа у фабрика. Фабрички работници, тоа е татко ми со агрокомбинат Лозар, тој беше огромен. Мајка ми во порцеланка чувена, тоа е 2 фирми кои пола град го вработуваа. И кога останаа без работа, ние бевме веќе при крај на средно, сестра ми веќе на студии, останавме без пари. И тука почна мојот социјален активизам. Гледаш дека неспособните, овие кои ги искрадаа фабриките,
просперираат условно, а ти, иако си подобар од сите нив, остануваш назад затоа што немаш пари. И веројатно таа социјална траума која ни ја предизвика СДС ми дала некој завет, да се заветам дека јас нив ќе им се одмазнам кога тогаш во животот. И веројатно овој политички активизам може и така да се протолкува, бидејќи јас се уште не се перцепирам како политичар. Ја да бев политичар, сега ќе дојдев со кравата. Да, па баш заради тоа реков, не се конвенционален политичар и може заради тоа и ве сакаат. Јас сум неконвенционален сум бил и како студент и тоа ми е дел веројатно и од карактерот и од природата и тој политички активизам кој го започнавме како чисто левичарење наспроти ова мејнстрим нивново, мислам дека конечно сега ги дава првите плодови и ова ќе бидат наредниве пролетни избори, ќе бидат изборите кога левица, односно децата на транзицијата ќе им пресуди на оние кои ги доведува до тоа дерече. Исто на некој начин мислам дека слично кој ви гледав интервјуа најдов многу сличности помеѓу вашиот карактер и мојот карактер. Ние сме 99% заебаните у прикчата, а 1% се оние кои профитираат. Ние сме општество кое што повеќе од половина луѓе не живеат со $1 на ден, 600,000 луѓе, тоа е 1/3 од вкупниот број на жители. Ако ги ставите секој 1/4 од брачните парови, тоест од децата во школска возраст имаат по еден родител кој не работи, тоа се страшни екзистенцијални трауми кои ние ги ставаме под тепих, а многу влијаат врз насочувањето на младите. Да, сега сакав да имаше еден дел што реков дека сме биле слични, сте биле актер и сте оделена глума. И јас исто, и сакам да ве прашам. Што не продолжив таму. Зашто? Зашто? Ајде да ни кажете малку повеќе за тој дел. Видете, Велес е град кој што има многу први работи во Велес. Прва гимназија, прв актер Петре Прличко и овие негова генерација и за среќа прв театар. И има до ден денес има многу солидна актерска екипа. И пред нас неколку генерации беа овие сега е Васил Зафирчев и тие неколку и ние бевме као детско драмско студио, некоја веќе средна школа и ни дадоа да глумиме еден текст од мислам дека беше Људмила Разумовска или некоја дали руска, украинска, не знам. И многу добар текст, се викаше Дома и мене ми ја дадоа малтене главна улога, глумев монах и така ја бев со коса од увек цел живот со дури и подолга до тука. И многу добро ја изглумив и не викаа на тие фестивали некој као во Кочани имаше Дафли Фат. Да, и ние сме биле. И жири комисија, топ си да глумиш, јас бев трета ли година средна, така и стварно се повеав по тоа и ќе глумам. И после тоа веќе почнав дури да читам едно време Станиславски и така. И си викам после, чекај бе, каде бе ти со глума? Да, се уште зашо дека глумците не се платени или не се почитувани за работата што прават? Едноставно таа професија не е за мојот карактер. Тоа го дознав веројатно на време за среќа. Инаку мислам дека тие се уште не знаат дека овој систем на културни установи ни е наследен од Југославија. Тие да се на запад глумци, било кој од овие што ни се покажуваат као добри глумци, ќе немаат леп да јадат, јас тоа одговорно ви го тврдам, затоа што таму единствен извор на глумци ви се во капитализмот, вие кастинг. А кај нас они земаат државна плата практично. Тие се вработени под државна институција. Тој модел е југословенски модел. Да, па реално ако вака знам многу глумци што не се многу. Актери кои земаат повеќе пари од претседателот на државата, на пример. Така беше до сега да ги рипнат овие плати. Што според мене не е окей, затоа што едната и другата работа има друга тежина. Или да се изразам марксистички, вие треба да имате база за да имате надградба. Базата е оној кој произведува, кој го има реалниот сектор, додека надградбата е ова култура, спорт, рекреација и слично. И сега да, нас не се малце уништени столбовите на државата за да мислиме на уметност. И веќе во 4-та година сватив дека не е тоа за мене и почнав, инаку и претходно имав некои рецитаторски награди освојувано и до ден денес левица го злоупотребува мојот талент за
како да кажам, за интерпретација, бидејќи Мислите дека тоа произлегло ќе баш од видите дека глумата? во сите предизборни спотови јас сум нараторот. Не знам, имам некоја дарба да знам кога да направам пауза, кога да повишам, кога да снижам. Па да, тоа се некој да речам нуспојави од актерството, да. Можно е од. Ама супер скил е за понатаму. Да, од време сум идел на такви рецитаторски надпревари и потоа се преориентирав веќе кон општествени науки. Ми лежеше историја, идев по надпревари средно по историја и по социологија исто сакав. За несреќа ние немавме правни во гимназија, како што има сега, мислам дека има као граѓанско или правно образование некое. Јас бев општа гимназија и во Велеста е една гимназија, имавме општ смер и математички смер, јас бев општиот смер, немавме правни предмети, но ние имавме приемни испити на факултет. Седнав, почнав да ги учам уставно право и вовед во право мислам дека беа 2 испита, идеш на приемен, влегуваш и тоа е тоа. Мислите дека приемниот е подобар од државната матура? Да. Мислам дека и државната матура, освен за оние деца кои сакаат во странство да идат за да имаат некои нострификации, не знам, по стандарди европски или како се тие, дека треба да се вратат, затоа што вие го мачите детето да пишува состави или нешто, а он ќе студира, не знам, физика. Нема врска едното со другото. Ама едноставно на некој начин не е ни релевантна толку матурата со однос на тоа. Излегува многу групи. Сега и ја бев матурант, јас знам како ние си ја положи пола клас како ја положи матурата. Не знам, ама мислам дека тој систем беше подобар и дека треба да се врати. Ние дури и во програма го имаме да се врати. Би направиле да има незадолжително средно образование или мислите дека треба да има задолжително средно? Не, за среќа Груевски добро го направи тоа да има задолжително образование, бидејќи образованието е бегство, условно кажано, од сиромаштие. Колку поголем број на образовани луѓе имате, толку стапката на сиромаштие е помала, тоа е некој природен процес. И мислам дека не треба да се укине средното задолжително, затоа што на тој начин и класните разлики до одредена мера се нивелираат, затоа што кога веќе одите на условно кажано слободен пазар на високо образование, вие имате веќе треба да платите школарина, партиципација и тоа ги одвраќа сиромашните студенти. За жал, ние како мала држава не смееме тоа да го дозволиме, а гледаме дека не се прават. Дури имаше сулуди од ректоратот на УКИМ, ако не се лажам, предлози да се зголемеле партиципациите. Тие не сваќаат дека децата ни бегаат во Словенија, баш поради тоа што таму студираат бесплатно. И наместо УГД во Штип да е вториот факултет на кој што ќе се упишуваат, тоа е Љубљанскиот. Илјадници деца паметни избегаа. Да, јас дури имав амбиција да идам во Љубљана. Јас знам затоа што ви нуди нормални услови за студирање, не ви бара пари, ви нуди пристојни домови студентски но тоа не е невозможно да го направиме. Да, јас искрено избрав, јас сум студент на приватен факултет, стипендист сум, и избрав да одам на приватен факултет само заради моментот што го знаев пристапот на професорите. Се имав пријатели кои што беа на државно и ти вика имаш некој исфрустриран професор кој што ти вика мора да ја купиш мојава книга, а инаку нема да положиш. Имаш државна администрација која што е и пренатрупана и администрацијата на факултетот не знам заборавила да ти го плати испитот и се ти не можеш да полагаш. Кај нас е например полабаво ако нешто не е уплатено или пријавено, ќе ти речат оди после, се напиши го тестот. Такви професори има и таму и таму. Јас до ден денес тврдам дека подобрите професори се уште на државните универзитети. By the way, ние во програма имаме дека ќе тежнееме кон полека намалување на бројот на приватни универзитети, бидејќи е ненормално да имате 6 државни и 26 приватни универзитети за неполни 2 милиона жители. Тоа е неодржлив систем и тоа само го прави образованието бизнис, а образованието за среќа не е бизнис и не треба да се третира како бизнис. Но тоа се повеќе, како да кажам, филозофски прашања како би гледале кон општеството. Под влијание на овој западнизам и тие хегемонија на некои капиталистички вредности, ние за жал го распаднавме системот кој го имавме. Сега ќе се навратам на задолжителното средно, пошто ја имав став дека не треба да има задолжително средно, уште кога бев основно само заради еден момент, зашто кај нас ги уценуваа нели ако не си примерен ќе ти го намалиме поведението. И сега знаевме дека дури и тие со намалено поведение мора да заминат у средно, пошто
Мора, задолжително. И после се создава средни коша, например, во тетово што е земјоделско, имаш предобри, стварно добро училиште, каде што има многу добри смерови, ама децата не сакаат да одат во тоа училиште, што знаат дека ќе учат со некој вагабонти. Не знам, овде го има хемиско, ПТТ и такви Добро, средни, ама за разлика од мое време, сега има еден друг феномен кој што неодамна го увидов од прва рака. Е така што викате, како угледни, као гимназиите и помалце угледни, тоа беа стручните у мое време. Сега е обратно. Сега во Велес има една школа УЗУС, не знам кратенката УЗУС го викаме, тоа е техничко, информатика. Сега викаат, ако не се упишеш у УЗУС, тек тогаш можеш у гимназија да одиш. Обратно од наше време. Така што средните стручни сега почнуваат да доминираат затоа што нас ни фалат практично работници со знаење. Мислам дека се свесна е малце дека со струка малце поиќе се. Со струка си веќе ценет работник, можеш да си го вадиш лебот сам. Додека со ова општо може да јас знам многу искрено многу мои пријатели кои што едноставно работат и профитираат, не се запишани на факултет и профитираат само заради тоа што знаат некој занает, дали е тоа камера, дали е тоа некој вид на друга уметност. Едноставно имаат некој скил кој што они можат да го продадат. Иако сум на факултет, уште се чувствувам како стварно да немам што да понудам, одам на интервју за работа. Јас не се согласувам со тезата дека скилсовите, вештините дека треба да бидат приоритет на високото образование. Не, образованието образование, како викаме, ти дава образ или образец во животот и тоа мора да биде малце пошироко. И мразам кога зборуваат, што ќе ми е ова сега да го учам, што ќе ми е ова, што ќе ми се овие, што ќе ми е римско право, како што ќе ти е човече, 2/3 од сегашното право е римско право, ако е условно кажано историско. Така да образованието како концепт, вештини можеш да го ставиш во множина, ама образование не постои во множина. Нема образование едно е тоа и затоа мора да биде холистичко, мора да биде во ред е специјализацијата која понатаму доаѓа со магистратура, докторат, па и постдокторат. Меѓутоа факултетот мора да дава една основа која што те прави добар граѓанин, те прави политес, а не идиотес. И тоа е суштината според мене. И организираното државно образование не е нов феномен. Например, јас сум историчар на правото, како романиста правен, во историја, например, во Рим Цицерон плакел за да учел, или во Атина Сократ плакел за да учел. Во антика се плакел. Во цел среден век се до семинариите на црквата исто така се плакел. Се до 18 век, кога мислам дека еден австријски император, синот на Марија Терезија, не воведува државно, етатистичко, значи ја презема државата улогата на едукатор и од тука се потоа сите и овие умови кои ги учиме, значи државата мора да го преземе приматот пред приватниот сектор, особено во доменот на едукација и затоа најдобрите универзитети треба и мора да останат државни. Да, апсолутно, јас се сложувам, јас сум многу разочарана што на пример државните универзитети не ги нудат тие привилегии. Па повторно доаѓаме до корупцијата, непотизмот, затоа што на УКИМ ги имате династиите, едни исти презимиња од ратот останати од време на Југославија, како тие да се најпаметните луѓе на непотизам као да апсолутно, ти мене внукот, ја тебе керката, ти мене оваму ќе го вработиш, ја тебе наму, а академијата тоа не го трпи едноставно. Академијата сака извонредност, ги сака најдобрите на најдобрите позиции. И па баш тоа мислам дека задолжително во средно некако ги изфорсира да го сватат као шаблон. Еве завршив основно, сега следи средно, завршив и средно некако, не присуствував многу. Да, ама ако нема задолжително средно, тогаш многу од сиромашните деца ќе останат и без средно и нема ни да имаат шанса да дојдат на факултет. Од тука, од класна перспектива, добро е да има задолжително средно образование. Да, зборувавме сега кога спомнав шаблон и вие спомнавте еден момент преска дека што ќе ми е тоа да го учам, тоа било многу честа реченица, реално ја кога ја сум учела. Уште од основно образование, и сега сакам да ве прашам да се навратиме на основното образование, до кога мислите дека децата треба да учат се? Нели имаш одреден период кога учиш општа култура, треба да научиш се, од сите области, макар и да е музика, ова е педагошко прашање, не сум педагог, меѓутоа мислам дека
во основно треба да се учат различни сегменти од животот, па дури јас сум поборник да се вратат некои предмети кои постоеа порано од типот на домакинство. Уште постоја денес баш гледав како изборни предмети никој не ги или општо народна одбрана ние имавме ОТП и такви. Во смисла сега да засвират сирени, ние као народ не знаеме како да постапуваме во вонредна ситуација. Јас тоа го увидов од прва рака кога беше поплавата во Стајковци или како се викаше. Јас отидов да помагам као волонтер. Тогаш се формираше левицата и отидовме една екипа. Имаше млади луѓе, значи арслани оноа јаки, не знае како мува без глава, не знае да се организира кој на кај да оди, ме сваќате. Доколку сме имале ние такви предмети, кај што ќе не кажат како да постапуваш у случај на криза, у случај на уклучени сирени, у случај на поплава, пожари, слично ние ќе знаеме да се организираме. Да, тоа многу војска стил. Такви вештини кои што ти требаат во секојдневие, па еве и право, ние не учевме право, а секој граѓанин треба да знае што кога полицаец ќе го легитимира, што може, дали може да го претресе, не смее да го претресе. Некои такви работи се уште не се учат по училиштата. Така што јас сум за што поширок опфат, инаку стручно си има факултет за образовни науки, тоа е сепак наука и ја не сум тука стручен да кажам колку часа, што часа. Меѓутоа и особено ова физичкото, значи спортови базични исто така треба да се зголеми фондот на физичка култура, исто така културно забавен живот за млади. Да, ама треба и да има можности и капацитети. Например, ја израстав со школа која што немаше сала. Значи ние игравме шах или на љути се човече, што не е никаков спорт, да го бидеме реални. Меѓутоа тоа е затоа што немаме инвестиции во образование. Европскиот просек мислам дека е над 2% од GDP, тоа е колку што ние сега даваме за НАТО, а ние даваме под 1% од GDP за образование и после се жалиме. Ние имаме селски училишта кои што изгледаат како хорор филмови со септички јами. Додека, например, светот отиде напред и треба да стремиме кон целодневна настава. Тоа значи дека што поголем дел од денот децата да бидат активни по надвор од дома, условно кажано. Мислам дека Кина го направи тоа како малтене совршен модел. Значи во кинеските школи ние имавме еден човек кој што во Левица и одселен таму. Тоа е да не ти се верува, значи друга димензија, потполно, значи секое основно училиште мора по закон во Кина да има затворен базен, да има спортска сала, да има као полустадион и ние викаме па тоа не е тоа е суштината бе, дечки. Ма тогаш навистина би сакале да бидат присутни на училиште, двете нози на државата се школство и здравство. Како сакате вртете тие две, ако ги немате, вие имате инвалидна држава. Така што инвестирањето треба 10-кратно да се зголеми од тоа што е сега. Од друга страна го имате наставниот кадар кој што е тотално подценет. А зошто е подценет? Затоа што прво, барем во моје време беше дечките кои не ги биваше за ништо идеа на педагошка академија и завршуваа и тие ни ги учат децата. Ама сега кој и ако фали некој професор за предмет се додава буквално се менува. И второ се согласиле да ги бираат по штабови. Човек кој се согласил да пише изјава дека е СДС или ВМРО за да се вработи, каков интегритет има тој човек? Од тука има лек, меѓутоа вака како што е поставен системот е многу килов и мислам дека треба неизвалкана генерација на условно политичари, ја не се бројам политичар, меѓутоа нова свежа крв за да го среди ова, бидејќи е до толку метастазирано што мислам дека шаблоните се исти, нема разлика помеѓу едните и другите и мислам дека само нова генерација израсната и очеличена во такви услови, тоа може да го сосече во корен, инаку не црно ни се пишува според мене. Ако не вложиме во јавно здравство и во квалитетно јавно образование ние ќе немаме држава. Да, апсолутно, сите тестирања што ги прават и PISA тестирања, тоа е моментот дека не нема на шенгенската листа е доста застрашувачки, дека навистина образованието ни е на најниско можно ниво и затоа сега вие кога ќе кажете децата треба да поминуваат повеќе време у школа, сигурно било кое дете би рекло леле не дај Боже, зашто прво му е. Да, ама видете, поминувањето во школа не значи само пишување. Да. Ама од друга страна, кога го спомна зборот здодевно, јас не се согласувам со западнистичкиот концепт на
како да ја наречам америчка, некоја геймизација на школото. На децата треба да им биде Не, напротив, на децата треба да им биде трудно, тешко и макотрпно да завршат школа. Значи, не треба ние да одиме со концептот на геймизација, па му се свиѓало на малиот, па не му се свиѓало. Не, таму се гради карактер, таму се гради образ, таму се гради воспитание, таму се гради целокупната личност, целокупната персона се гради во школото. И затоа, јас до ден денес, ако ме верувате, за среќа е жива мојата учителка до 4-то оделение. Ние бевме 20-30 деца у класот. Мислам дека сите завршивме факултет, од што имавме строга професорка. До ден денес кога ја видам имам страхопоштовање спрема неа. Тоа сега се изгуби со партиски вработувања, со сите некако помеки, мора да ги и сите се не смеш да го искараш детето, родителот нема дома ќе ти дојде, ќе се кара. Учителот, еден учител треба од финансиски аспект да тргнете. Вие имате двајца учители или професори во средна школа, наставници, кои не можат годишен одмор да си дозволат со сопствените плати. Тоа не е нормално. Едно Косово има повеќе плати за наставен кадар и у основно, и у средно, и на факултет од нас. Таму идат тие моменти каде што професорот не сака да се вложи повеќе. Ама тоа треба да се оддели во буџетот. А за да се оддели тоа, ви требаат луѓе кои нема да крадат толку по тендери, нема учебниците да ги даваат на партиски фирми па да немаме колку таму година и пол немавме учебници. Нема учебници, се моментално по новата концепција немаат учебник на историја, зашто никој не се нафаќа пред се да напише таков учебник. Па сега е малце незгодно по историја, пошто може бугариве вето да стават и се плашат веројатно да не пишат и македонци. Не, па они мислам дека обратно не сакаат да се изјаснат според стандардите кои што им ги поставуваат и нудат, зашто моментално мене ми е чудно, ја историја секогаш сум го гледала како не е релевантен предмет, ама нели секогаш историјата е пишувал победникот, па никогаш буквално точно нема да знаеме што се случило, ама сега у момент јас сум учела едно и сега ти само викаш не тоа не важи, ај ќе правиме друго, што значи како мојата оценка автоматски треба да се поништи. Значи јас се што знам не знам. Сите држави, вклучително и балканските, си имаат собствена историска нарација. Само нас ни е одземено правото со Преспанскиот договор и со овој договор за добрососедство со Бугарија да имаме свој собствен историски наратив. И тоа е удар врз идентитетот, но тоа го направија недоквакани политичари и ние како нова генерација политичари тоа ќе мораме да го вратиме, односно да го исправиме. Пошто тоа е единствениот начин да дадеме надеж, пошто јас сум например ви кажав и претходно, долго време сум била креатор на некои младински политики, направивме младинска декларација која што беше подпишана, има закон за млади во државава, подпишан декември 2020 од председателот, се испосликавме, постиравме сегде, имаме закон за млади и законот за млади предлагаше тоа младите да бидат активни во локалната самоуправа, на регионално ниво и после се избират представници кои што ќе бидат присутни во собранија, во влада и едноставно младите директно да бидат вклучени во донесувањето на клучните политики, најчесто околу образование, животна средина, па и здравство, реално. Сите ни еден ден, ја кој треба да одам во болница и кој нешто ми е лошо, се чувствувам као сирак. Еднаш бев сама у 8 септември и таа што ме пречека, мислам дека од врата само ми рече нема. Ја не ни дочека да ја кажам дека кога ми треба инфузија, тога имаше стомачен вирус, лошо ми е, мора да ме примиш, нема. И кој нема овде инфективно. Оди на државна клиника и викам, мене ми е многу лошо, како ти ми сакаш да ми кажеш дека немаш инфузија да ми ставиш. И после ми стајам онака многу гадно, се чувствував гадно што сум таму. Ние двајца блокиравме закон со кој што сакаат да приватизираат брзата помош. До таму оди. Значи толку сум дислоциран од политика што не го знаев тој момент. Логика дека се треба да се монетизира, да се приватизира и слично ништо. Брзата помош не функционира сега, тоа е еден концепт на неолиберализмот кој потекнува од времето на Реган и Маргарет Тачер, дека се треба да се фрли на приватен бизнис и дека јавните добра, филозофски гледано сега економски, стануваат клубски добра. А што значи клуб? Клуб е приватна забава. Ако платиш уплатница, ќе те пуштиме, ама ако не платиш, нема да те пуштиме. Така и ти, ако платиш, ќе ти ставиме инфузија, ама ако не платиш, ќе умреш као куче, као што умираат у Америка. 2/3 од луѓето немаат здравствено осигурување. Така што концептот на welfare state
или социјална држава тие го урниса. Тој беше европски модел кој што според мене солидно функционираше, но сега имаме див капитализам кој што секој на секого му е волк буквално и гледа како да преживее. И затоа сега ние имаме рол модели на мафијаши, на луѓе кои ја зезнале државата, кои направиле милиони, ја не платиле данок и тие ни се репери сега. Да, апсолутно, тоа се идолите на младата генерација. Ги кешираат и едниве и другиве, па дури и медиумите и националните телевизии и концесии, тоа се огромни милиони кои се вртат. И такви луѓе ни доминираат и младиве кои се паметни, кои се идеалисти, кои сакаат добро, гледаат дека такви битанги тука виреат и они си пакуваат коферите. Па едноставно као да не може да се избориш со тоа, но според мене не треба да си одат, треба да се приклучат во Црвена младина и заедно да војуваме против бандите овдека. Па искрено, моментално може и тоа да го продискутираме како тема, ја поголема во глава. Дури и комунистичката партија на Југославија 2/3 биле скоевци, тоа значи млади луѓе. Има едно истражување кое прави како Тито успеал да направи толку револуционерно движење, за разлика од четничкото движење во Србија, кој војувал, биле претежно повозрасни и војувале во сопственото село. Тие вика, ја си ја штитам имото, оно пушка, се окей. Арно, ама младиве, вие видите ги загинатите партизани, не само од Македонија, на ниво на цел Балкан, вие немате постар од 25 години. Сите се дечишта. Ибе Паликуке колку било? 16 години, ако не се лажам. Значи, сите се од 16 до 25 години. Тие луѓе ја носат промената. И затоа јас сум многу гор што тие луѓе во левица гледаат спас и тие луѓе ќе не гласаат. Тоа значи дека младите не му е проблем да ризикува, не му е проблем да гине за идеали и така всушност партизанското движење станало по-доминантно и од тука мислам дека на младите треба што повеќе простор да им се дава, особено и во политиката, затоа што имаат по-прогресивни Значи ставови. вие ви го спровеле овој закон кој што е више подпишан, само во пракса не е ставен. Апсолутно. Јас би дал многу повеќе шанса, како што и впрочем давам. Еве, наредните пратеници на левица ќе бидат веројатно и едни од најмладата генерација која што ќе влезе како пратеници во собранието. Младите се тие што имаат некои поразлични идеали кои што можат да донесат реално некаква промена, зашто нашите, еве гледам лична перспектива од моите, они си створиле некој шаблон на живот. Јас искрено ги почитувам во многу наврати, сум им рекла, вие сте многу неамбициозни. Вас нешто не ви пречи, едноставно немате желба да го промените, може тоа што на многу начини биле сопнати во текот на нивниот живот и виделе се. Дури јас што бев најголем поборник, значи ја бев поборник уште од 600 одделени, имаше еден проект, се викаше Дете правобранител. И сега ја бев дете правобранител во моето училиште и требаше, ние директно комунициравме, пишувавме представки и ги испраќавме кај народниот правобранител за неправилности во нашето училиште. И сега ја бев основно и стварно сериозно си ја спатив работата, извадив многу тешки обвиненија, значи од моменти за детска проституција, за работи кои што стварно се знаеја и имаше можност да се истражуваат. Немаше докази, ама имаше простор да се истражува ако некој не присуствува на настава долго време, ако гледаш дека некој го носи со автомобил го зема, значи имаше простор тоа нешто да се истражува. И онија викнаа мајка ми, рекоа пресериозно си ја свати работата, као толку. И сега она поше таква плашлива плюс колешки и се, па го врзуваме тој момент кога сите секој се знае и не може да им кажеш, поготово Тетово поше мал град. И стигнавме до моментот кај што мене ми рекоа, те молам ништо више да не збориш нигде, толку да. И ја пак се продолжив да зборам, се дојде моментот кој не стигна коронава и еве ова е 2020 подпишана законот за млади, после короната се деси чудо, значи буквално кога гледав што све се дешава во државава, дека ние не можеме една промена да изгласаме без да ја препишеме онака од Србија, гледавме што се дешава таму и ние ги прекопиравме стварите. Ја тогаш сватив дека моето место можеби не е во политика само заради моментот што ја немам живци да го истрпам тоа што се дешава. Треба живци за во политика. Стварно... Јас пообратно, јас сватив дека правото ми е пребавно за да ги реши проблемите и второ се концентрира премногу инконкретно.
Јас сум повеќе in абстракто и сакам побрзи решенија. Политиката па тоа го дава. Ако имаш честни намери, ако не си корумпиран, во политика вака можеш да решиш спор кој што ги тангира илјадници луѓе. Додека во правото сето тоа оди многу поспоро, треба тужба, па на тужбата жалба, па знам, ти ќе го добиеш спорот, ама ќе го добиеш по 7 години. Јас имам искуство, мој пријател се тужеше долго време, на крај па мислам дека нешто решија онака на страна. Значи тоа беше страшно, се одложуваше судењето 1-3 пати. Викам, не дај Боже да ми се деси некоја тешка неправда. Да, исто ми се случило во моменти, јас сум била благодарна што никогаш не ми требало тешка помош од некоја институција. Ми се случило да имам, не знам, гласна музика во комшија, ама некоја ултраселјачка музика што не можев да ја поднесам. И се јавив на полиција, пошто едноставно не може куќа што е 2 улици подоле да се слуша до кај мене дома. И не се јавија никогаш. Еднаш другарка го изгуби кесето, исто го баравме, не се јавија, среќа го најдовме. И кога пак биле некој моменти кога што сум рекла, фала Богу што не сум у момент кога што живот или смрт. Пошто би умрела сигурно, не се јавува никој на телефон. Страшно. Реално, стварно потребни се промени и се потекнува од образованието, пошто ако немаш образован народ, ти е исто као да збориш со некој што нема капацитет да те разбере. Баш имаше сега, според ПИСА тестирањето, излегле наоди, направиле анализи според резултатите од ПИСА, некои други тестови кои што ги имале за IQ и за интелигенција, испадна дека македонскиот народ има просечна интелигенција 82, исто со Албанија сме некаде на дното. И ако го земеме во предбит моментот дека до 75 ти се рачунаш за клинички дебил, имаш интелигенција на дете од 8 до 12 години, значи ти немаш капацитет да разбереш нешто. Па не, тоа се малце и стереотипи европски, тој е нарцизам да го наречам, не сме ние толку глупав народ. Јас би осватил повеќе навредливо, не знам ни од кај им се тие анализи. Па еве, конкретно од ПИСА тестирањата со моментот дека биле на 66-то место од 77 за читање и разбирање. Значи, они ќе научат, ама да го прочита и да разбере, не разбира. Писменост, тоа е друго. Самата интелигенција и не толку се, не знам сега, интелигенција вие како е на латински глаголот, значи да вулгаризираме као да конташ. Интелигентен треба да се прилагодиш на гледајќи го народов како се прилагодува, па и не е толку смотан според мене. Не знам, може различни искуства. Не, тоа е навредливо за цел етикета на цел народ да се стави така. Да, искрено, пошто еве ние не сме биле испитани од таму, едноставно би го дигнале рейтингот малце, да. И друго е дали само интелигенцијата е вредна да се земе како фактор на влијание. Вие можете да бидете многу интелигентна особа, ама да бидете злобна или да бидете мрзлива, цел ден да играте PlayStation. Да, познавам многу такви луѓе кои што се хиперинтелигентни. Збирштина од многу работи е човекот, меѓу другото и интелигенција. Можете да бидете и помалку интелигентен, но да бидете упорен, трудолюбив, исполнителен, емоционално интелигентен, социјално интелигентен, да имате емпатија кон општеството, кон проблемите и слично. Така што тоа е само еден мал спектар и мислам дека е дефокус од поголемиот спектар. А исто така и општествените проблеми, значи немојте да мислите дека дете растено во Македонија, во Шведска и во Судан ќе може да покаже исти резултати. Затоа што нема материјални услови за живот. Затоа што вие, кога имате хиерархија на некои потреби, прво тргнувате од екзистенцијалните. Вие прво треба да имате да јадете и да пиете, па тек после да читате, да пишувате, да сликате, да фотографирате, да читате поезија, да гледате филмови и слично. Така што повторно ќе се вратам на базата и надградбата, за да дојдеме до стадиумот на себе реализација, ние претходно треба да задоволиме многу потреби, а тие потреби се задоволуваат во среден општествен систем, кој што јас преферирам да биде социјализам, за жал се уште не сме во таа фаза. И тоа се историски текови врз кои што ние како индивидуи можеме, но не толку можеме да влијаеме.
го зафатил еден бран социјализмот после Октомвриска револуција, тоа било, не знам, дали знаат и гледачите, после христијанството, исламот била идеја или идеологија која се проширила за пола век, колку што на христијанството му требало 7,5 век. Значи била енормно брза идеја која се проширила и после исламот единствена идеја која побрзо се шири и од исламот е социјализмот. Тоа значи идеја која го практично како епидемија, како вирус го опфаќа целиот свет. И од тука е стравот на капиталистите против социјализмот, но тоа е незапирлив процес, според мене, затоа што хегелијански гледано не можете вие да кажете тука запира, не знам, феудализмот и почиње капитализам, тука запира капитализмот и почиње социјализам, тоа се текови процеси кои што траат и по 400-500 години. И за среќа ние сме веќе можеби во вториот век на распаѓање, ајде да кажем, на капитализмот и следниот систем кој што јас го преферирам, тоа е социјализмот, каде што човекот е во центарот на вниманието и на вредност, а не профитот. Звучи како некоја утопија, пошто треба да се многу човек па не е пред утопија. се. Треба да имаш, за да бидеш социјалист, баш тој треба да имаш среден систем. Да, и треба да си добар и позитивен за да едноставно на некој начин сакаш да дадеш на некому, сакаш да, пошто знаеме дека во времето на социјализмот едноставно имало луѓе кои што не знам, се случил земјотрес и они ќе одидат и ќе го изградат што се вика градот од почеток. Така. Тоа не знам дали сега би постоело, дали сега би го направило. Тоа е затоа што колективниот интерес се ставал пред приватниот, а сега сме воспитувани обратно. Сега ни е кажувано треба си најдобар, треба другите да ги експлоатираш, ти да се издигнеш. Не, тоа се погрешни вредности. Треба сите заедно, ние сме зон политикон, ние сме политички битија кои што битисуваат во едно општество, општат заедно и треба заедно да напредуваме. Што ќе ти се тебе 2 милиарди ако гледаш ти гладни деца по улицаме, сваѓате? Мислам дека не ги прецепираат како такви, толку се заслепени од сопствената моќ. Тоа се тие криви вредности кои што западнистичката цивилизација ни ги пласира, а ние упорно ги одбиваме и ќе видиме до кај ќе дојдеме. Мислам дека новиот геополитички пресврт кој во моментот го живееме ќе донесе едни подруги ветрови и јас сум оптимиста, да. Како беше тоа, по природа сум оптимиста, ама по општество песимист. Не, јас сум оптимиста и по општество, дека мислам дека генерациите кои доаѓаат ќе имаат поубави вредности, а ние како, условно кажано, постари, ќе треба да им оставиме еден посреден систем. Сега имав едно интересно прашање, еден интересен момент. Пред некоја недела имаше прилог од еден новинар од Сител, Дарко, кој што ни имаше објавено дека луѓе кои што заминале да работат во странство биле депортирани од таму само поради тоа што извршиле тешки криминални дела и немало закон во таа држава за кривичното дело кое што го извршиле и ги пратиле во Македонија на психолошко и психијатриско советување. И вие како правник дали мислите дека за одредени тешки кривични дела треба да има казна или пак треба да има советување, пошто алудираме на човечки вредности, на тоа да се разбуди човекот во нас? Па видите, историски државата го има монополот на физичка принуда или ние правниците го викаме jus puniendi или jus gladi, правото да го извади мечот, правото да казни и да те затвори практично. Треба комбинација од репресивната, но и од улогата на ресоциализација. За жал, нашите затвори, ние како студенти ги носиме и студентите од факултет личат на кочини. Таму куче да врзеш ке скине, а не па човек нормален да го пратиш, бидејќи видите во затвор не одат само убици, криминалци, штеточини и слично. Вие можете, не дај Боже, да згазите пешак на улица, ќе завршите во затвор, ме разбирате? Од невнимание можете да завршите во затвор. Па сега со овој систем корумпиран, секој заврши во затвор. Во такви услови да живеете, вие ќе се пореметите. Значи, таа компонента е сосема занемарена и мислам дека овие од Советна Европа често не критикуваат за ужасните услови во нашите затвори, кои што личат на штала, практично, на штала, а не на затвори. Додека
од друга страна, овој момент на ресоциализација е подценет. Вие сте имале на времето, например, најубавите резбарски шахови се правеле во Идризово. Најубавото сирење и кашкавал се правел во Идризово. Значи, овие затворениците биле впрегнати да работат во општо корисна работа и они преку трудот се еманципираат, условно кажам. Едноставно се издигаат за сега не, сега таму имате ножови, боксирачи, дроги, така, значи таму имате криминална инфекција. Вие да отидете нормален, ќе излезете криминалец. Значи не мислам дека нема да излезат како воопшто подобри луѓе, напротив. Ама тоа е системот, тоа сакам да ви кажам. Вие ако воведете стручен директор, стручна служба, стручен психолог, таму не знам во пенетрацијален систем има звања, не, и школо е тоа, се учи. Значи ако работите по некоја протокол и методологија која е светски призната, вие не можете да немате резултат. Ама кај нас се е дива лига. Значи ово е Дуј го смениле, дошол ово од Алијанса, а него тој паднала министерот, отишол овој од СДС, нема никак, не знаеме кај тераме. И затоа мора прави луѓе на право место, без оглед на која партија е. Да, апсолутно, пошто се ближиме кон крајот, добро, да ја испоштуваме мајчката. Добро. Зашто баш оваа мајчка ја избравте за ден? А зашто па да не? Па реално. Ова е синоним на нашата мафијашка држава, бидејќи нас мафијаши, кланови, наркокартели ни ја водат државата, ама во буквална смисла на зборот, кои што си го плаќаат својата слобода, си ја плаќаат преку рекет кои им го даваат на политичарите. И ова е една порака дека од наши пари шмркаат, бидејќи шмркањето на кокаин е дрога за богатите, за сиромашните марихуаната. Епа, дали според вас, дали би требало да има легализација, пошто тоа е исто доста актуелна тема со оглед на... Да, за нас не е таа табу тема за левичарите, ние сме за легализација, тоест декриминализација и легализација на канабисот, првенствено за медицинска употреба, значи ние сме поднебје каде што брилијантно успева афион и канабис. Тоа значи можеме државна индустрија според нашата политичка програма да направиме од тие две билки, тоест растенија, а од друга страна ние сме за рекреативна употреба на канабисот, но за полнолетни лица. Сега имаше баш истражување, Хопс излезе со истражување каде што голем дел од младите, еве бројки кои што се 44.5 алкохол колистере, 35.3% канабис, и сега нелогично е да го користите кога е нелегално. Ако нешто е нелегално, би требало да е забрането и да го нема. Ако е, не знам, условно речено, цел град мириша, го има. Ние имаме епидемија од психотропни субстанци. Тоа е најмал проблем. Имате многу поопасни субстанции, особено овие кои ги прават зомби младите, као метамфетамини и овие јаки дроги. Па баш пошто е нелегално, кој тебе ќе ти даде, значи ти ќе влезеш во такви кругови, условно наречено, пошто секојаш се уште е нелегално и се уште ти треба да стапиш во контакт со некој што е, да речам, проблематичен за да стигнеш до тоа, он може да ти понуди нешто друго. И ретки се тие кои што почнали и останале на марихуана само пошто ги виделе бенефитите. Мислам, нашиот народ е стрикно против, изборува против легализацијата, имаше податоци... Мислам дека тоа е некоја, видите, да ги разликуваме овие, како што ги спомнав, тешки условно кажано дроги, кои што сме против и таму треба сериозна полициска акција за разбивање, бидејќи тие луѓе, овие кои што дилаат по квартови, сите ги знаат, тие луѓе се заштитени од полицијата. За жал, колку и тоа мизерно да звучи, тие се нивни доушници. Деца, буквално. И им ја мешаат дрогата со све и свашта внатре, со гипсови, со ненормално, со отров за глувци, со отров за глувци, со такви страшни работи. И ние сме за, тука нема пардон, значи каква легализација, какви бакрачи, таму се мава во чело, се апсат бандитите, мафијашите, наркокартелите и се разбива тие кланови. Пошто секако марихуаната има поинаков принцип, зашто самиот организам има рецептори за... За канабисот сме апсолутно затоа што тоа може да се направи комплетно фармацевска индустрија која што ќе биде многу профитабилна за државата преку наплаќање на даноци и слично,
а рекреативната употреба е нешто слично како сега Германија што направи. Ние се залагаме за неколку растенија кои би можеле секој дома да си ги одгледува како цвеќе практично. Мислам дека германците сега тој модел го воведуваат и за нас тоа не е табу тема и ми сме... Да, па иронично е што е табу тема за граѓаните кога и само изминатата година биле препишани 1.300.000 рецепти за диазепам, што е многу тешка дрога. 600.000 нешто за Хелекс. Тоа е уште потешка дрога. И тоа се само податоци од легално препишани лекови, а уште колку има нелегално и сега и сето тоа и потоа се чудиме зошто народот е апатичен, затоа што е наклукан со лекови буквално и но тоа повторно се вртиме во круг, на тој магепсан круг од кој нема излез, а тоа е сиромаштијата. Сиромаштијата кога ти имаш екзистенцијална криза, кога немаш на детето да му даеш 100 денара да си купи пиво или да излезе во град, тоа те прави за да заспиеш, ти си растревожен, мораш да пиеш хелекси, да пиеш лексилиум или како се викаат тие диазепами, така што сето тоа го прави тоа што имаме разграден систем. Па да, во право сте, пошто сега додека зборевте тоа, знам многу личности кои што баш заради проблеми дома едноставно тоа им бил единствениот начин. Тоа е реално изговорот на секој. Сиромаштијата го разјадува здравото општество. Тоа е најголемата болест на 21 век. Значи, налет да е такво општество каде што се зголемува GDP-то, условно кажано, се зголемува богатството на малкумина, а сите мнозинство 99% остануваат сиромашни. Тој систем нема перспектива, нема, тоа општество е нездраво општество и ние тоа треба да го кажеме. Мислам дека за крај може да го заокружиме дека се е поврзано со се почнува од образованието. Нормално, ако немаш пари за добро образование, остануваш во некои и затоа за добро јавно образование, бидејќи ние се залагаме за јавно бесплатно образование од градинка до докторат. Значи, буквално 100% вклученост на мали деца во градинки до бесплатен докторат. Но со приемни испити за да биде легитимно, да не може секој да стане. Пошто реално разочарувачки е секој ќе гледам кој се ќе... Па си ги купуваат. Да, апсолутно на приватните ние имаме министер кој прво станал доцент, па после докторирал. Така што се е кажано у овие два збор. Мислам, ние немаме систем. За да имаме систем, треба да дојдат нови неискварени дечки кои што се честни и веруваат во идеали. Такви, освен левица, со сета... Да, а дали мислите, пошто сите имаат идеали, да не звучам претенциозно, ама јас не гледам друга политичка сила. Општо многу деца имаат желби и идеали, но некако кога ќе влезат во тие води, кога ќе видат што све, да речам, вулгарно засрале тие пред нив, они едноставно треба да се трудат да го исчистат тоа што овие го направиле. Ама и тука и младите треба да се стегнат, да, треба и треба да се чисти. Како што овие наши претходници граделе држава од нула, бомбардирана, излезена од војна, ние сепак, фала му на Севишниот, не сме се уште во војна, што начекаме од материјални услови, тоа е реалноста и тоа е тоа, нема кукање, се фаќаме, засукуваме ракави и градиме средена држава. Супер, мило ми беше што бевте мој гостин. Баш ми е мило што го како заклучок на ова може да кажеме дека хероите се раѓаат од болки и тоа останува како фраза, дека нема да биде ништо лесно никогаш, лесно дури ниво образованието. Нема да биде лесно, ама ќе победиме. Мило ми беше. Ова е се, јас сум Михаела Трајковска, го гледавте мојот прв официјален подкаст, се надевам дека ви се допадна. Сега малце јутуберски ставете лайк, шер, сабскрајб и тоа. Ви благодарам.